Добар ден, добра вечер, whatever, не знам кога ќе се прикажува. Ќе разговараме со Љупчо Ѓорѓиевски на темата на македонско-бугарските односи во основа, во еден поширок геостратешки контекст, што заедно, морам да кажам, не зачудува, иако доаѓаме од различни политички агли на македонската политика и теорија, whatever, како и да е, овие 36 години, заедно сме благо зачудени како овој процес на реколонизација на Македонија во контекст на ново правење на бугарите непријатели на македонците, затегање со албанците внатре и замрзнување практично односите со соседна Албанија, но истовремено на една ресербизација на државата во контекст на стоење надвор од процесот на Европска унија, патот на Европска унија. Сега тоа ќе оставиме во еден контекст на геостратешка позиција на Македонија, како важна држава и незаобиколна држава во регионот на Јужниот Балкан, тогаш кога Истрес коридорот, односно коридорот 8 е отворен, разработен. Ако тоа не е, тогаш ние стануваме сендвич меѓу Србија и Грција, како што бевме во бивша Југославија, помалку важна, помалку битна држава. И на еден магепсан начин тој коридор никако да се отвори. 30 и кусур години се покушаваат различни влади. Сега оваа последнава гарнитура успева целосно да го закопа тој процес и да доведе во криза, богами, сериозно нашата независност и реална независност, да направи сателит на еден српски свет, кој инаку се руши од краевите, но веројатно последен ќе се руши кај нас. Таа позиција не интересира, и тука Љупчо е вистински соговорник, и баш ме радува тој разговор со него. Ке видиме како тоа изгледа во врска со ефектната брза србизација, која таа посебно не изненади, затоа што таа тргна и во еден финансиски, банкарски, медиски, а и концептот, нивото на меморија почна да се клати. Што памтиме ние, што е важно за нас. Кои битки се важни од минатото, ги запамтиме. Во меморијата почнавме да се клатиме. Последната тема што ќе прашам, тука ќе му оставам простор на Љупчо, тој повеќе знае, што е сега со главниот актер, онај кариката која тоа практично го прави, а тоа е партијата ВМРО-ДПМН, тоа е снивачната партија, тој знае повеќе околу тоа. Не ми е јасно како, стварно не ми е јасно како тоа од пробугарска дојде до просрпска, и тоа жестоко просрпска опција. Инаку во тој дел на србизација, тој не е нов кај македонците и кај Македонија, има, по моје мислење, имаше 3 етапи. Првата етапа заврши со, да речеме, груба атентатот на Киро. Значи, одбивањето на Киро, дел од кратка Југославија, враќањето, атентатот тука заврши и излеговме. После таа година, 96-та, јас го потпишував договор за признавање со Миловановиќ и излеговме. Последни не признаа србите и излеговме ги скинавме од врат на некој начин, најдиректно. А инаку ние членка на Обединените нации 93-та година. Више држава независна. Втората етапа беше НАТО, тоа е обид на Русија и Србија да искочиме, да не влеземе во НАТО. Тука Зуки Заев ја заврши таа работа на еден начин. И третата етапа, Мицко да ја наречеме, е најсериозна. После 36 години може да не заглави и сите тие чекори да останат некако во воздух. И сега околу тоа е многу интересно да поразговараме. И ќе му дам, ќе повикам Љупчо да влезе во разговорот со тоа што мисли дека е важно. Па јас ќе продолжам. Најпред добар ден, поздрав до сите твои гледачи, господин професор Фричковски. Вие, како што на самиот вовед кажавте, јас само можам да повторам, гледачите, па и ние самите знаеме дека ние во овие 35 години повеќе сме биле на различна страна на масите кога се дискутирало, нели, во многу процеси во Македонија. Меѓутоа,
како и да го свртиме, никогаш не сме отстапиле од една основна теза, тоа е просперитетот на Македонија во контекст на евроатлантската интеграција и обезбедувањето на безбедноста, на економската сигурност и на се она што доаѓа со таа евроатлантска интеграција. Во таа насока, добро ја кажавте и дефиницијата што е тоа што не сближува. Не сближува еден тотално ирационален процес кој некој кој има искуство во политика, а некој што не мора да има искуство во политика, доволно е да ги наблюдува процесите, да ги гледа процесите во овие 30 на години, не може да не си го постави прашањето чекајте се, што се случува? Зошто запре Македонија? Дори јас можам да кажам, вакво запирање на европскиот процес на Македонија немало во времето и на Груевски. Затоа што он прво и направи неколку чекори, нели? А после се фати, нели, за таа приказна името не го даваме, на ист начин како сега што, нели, никако бугари уставот на Република Македонија. И меѓутоа грубо засекување на прекинот на патот немаше никај него. Тој беше по-малку дипломат, тој ги пушташе новинарите, а тој лично беше многу, како да кажам, воздржан во изјавите. Додека овде имаме сега груби изјави од страна на премиерот, потпредседателот на владата, уште два-тројца така погласни, нели, луѓе од структурата на власта, кои што едноставно ти кога ги наблюдуваш нивните зборови, си велиш чекај луѓе немаат намера никогаш да влезат во Европската унија. И тоа е во ред ако Македонија е приватна нивна работа. Проблемот е тука што постојат, нели, граѓани и не постојат само ни македонци, ајде да речеме, нели, вадат проценти, нели, благодарејќи на пропагандата дека македонците, нели, во толкав, онолкав процент не сакаат промена на уставот, тоа е се работа на пропаганден инженеринг, нели така? Меѓутоа тука имаш ти и други делови на народи во Македонија. Имаш албанци пред се, имаш турци, имаш власи, имаш се и се што во нашата држава, што е богатство на Македонија, и сите тие луѓе сакаат некаков просперитет, сакаат напредок, сакаат да одат напред. И во таа насока сега, кога го слушаш, главниот проблем од аспект на политичкото искуство, од аспект на сите проблеми низ кои сме поминале, сите остапки што сме ги направиле, и кога слушаш, ако влезат бугарите во уставот на Република Северна Македонија, тоа ќе биде невидена катастрофа за Македонија. Тоа ќе биде трагедија. Овој председателот претходниот на академијата имаше една феноменална изјава, ако влезат бугарите во уставот на Република Македонија, Македонија ќе се распадне. Полека бе малку. Чекајте, толку ли е стабилноста на Македонија? Толку ли е силата на Македонија? Влезот на бугарите и не знам какви се некои драматики се прават околу таа приказна. И ги слушам и си велам, добро, нови луѓе им верували некои во Македонија. А за жал им верува, според анкетите им веруваат. Има публика, има клиентела, нели, некои од чисто клиентелистички позиции вели, да, така е. Меѓутоа, третите се најчудните, тие нај можам да и се начудам, тие се така нареченото големо бугарофилско крило во рамките на ВМРО ДПМН што беше, што остана, и гледам и тие почнаа да се докажуваат кај шефот, да докажат колку се антибугари во целата таа приказна. Но и да јас повторно се враќам на главната поента. Сите ние да се запрашаме. Што е тоа што, ако утре ги ставиме бугарите во уставот, па дури Бугарија да рече, слушајте, ништо до сега што било не важи. Ништо. Да. Значи, затоа што ние ги ставаме само бугарите, ние ги ставаме и хрватите, и словенците, ги ставаме црногорците, египјаните и евреите. Така, мислам, 6 делови на народи треба да ги ставиме. И сега некој ти објаснува колкава е драма, па колку е тој патриот што не ги става, па има други кои патриотизмот, нивниот личен патриотизам го градат врз основа на таа приказна. Они се многу големи патриоти за тоа што никако бугарите нема да влезат во уставот. Значи, ова е дури веќе се граничи со некаква ирационалност. Да. И уствари е тука е еден друг проблем. Не знам дали е тоа незнаење или е навистина една лоша енергија која ќе ја повлече Македонија доле, не приватно нив. Тоа е едно крајно непознавање на документите кои им се на маса. Значи, они со документот на
патот на Европската унија и рамката за Македонија пригодна, практично имаат решение на 70 годишниот тензичен проблем со Бугарија од еден потез. Имаат во главниот документ, тоа сме зборили неколку пати, но кратко ќе повториме. Значи во главниот документ они имаат двете прашања решено околу идентитетот, значи не се спорили И јазикот? него и јазикот. Тоа не било никогаш. Никогаш не било. Во твојот договор Да. 2018 стои она согласно уставот или да. according to constitution. Сега е појасно. Одека е чисто. Така е почисто. Двете работи главни. Во тој документ не се споменуваат другите документи и протоколи, кои се понизок. Во самиот документ не. Самиот документ завршува со тоа дека добрососедските односи и се должни да Македонија ги развива. Тие се со договорот со Преспа и договорот со Бугарија 2017. Точка. Толку е тој главен договор. За нас е тоа обврската. Протоколите се нешто друго. Тоа се договори кои треба да му помогнат реализација на подолг рок на главниот договор и тоа се билатерални линии со Бугарија. Сега, во јавните настапи, они се обидуваат да ги изедначат тие два договора. И Протоколот и се два да пата го проблемизираат. И се да проблемизираат. И се да проблем. И да речат дека тоа е еден низ на барање. Значи барање по барање. И сега било кое ние да барање да не задоволиме, тоа е елемент за вето. Тоа е измама. Тоа е едноставно нечесно. Значи не можеш да речеш види, ја не сакам тоа политички да не сакам таа линија да ја развивам и да претрпиш одговорност за тоа или консеквент. Али не можеш да лажеш. Значи документот ќе го ставиш, ќе го прочитаа документот. Протоколите, значи, во формална смисла, во најнегативна формална смисла, бугарите не се задоволни како работи комисијата. Так. Блокираме ова. Највише што може да направат е да напишат негативен рапорт и да го достават до комисијата кај што ние преговараме. Тие ја земаат во обзир тоа и ништо друго не може да направат. Тоа не е основа за вето, тоа е најважниот момент. Формално правно протоколите, најнегативниот развој кај протоколите не се основа за вето. Тоа е одговор на вчерашната изјава на премиерот дека имаме низа од протоколи што се може да бидат блокади. Не е така, дечко. Не е така. Мислам, нешто малку научи се, а машински инженер сме окей, прашај некого. Ја гледа вашата емисија кај што беше посветена на тие протоколи и мислам дека многу убаво ги објасни аргументите. Како реакција на тоа сега се појави едно 6-7 нивни такви емисии кај што сакаат да те дообјаснат или да те реобјаснат дека тоа не е било баш така. Меѓутоа, еве и кога ги слушаме нивните емисии, сега гледам од што прават проблеми. Читаат, вика, у вториот протокол, или сега не знам првиот или вториот, мислам дека у вториот вика да се прекине со говорот на омраза. И сега почнуваат тука филозофии, што значи говорот на омраза, кој ќе го толку... Чека сега, сите сме нормални луѓе, знаеме што е говор на омраза, така што сега тој, а на крај крајшто тој многу големо идентитетско прашање за тоа што ќе се откажеме од говорот на омраза, нели така? Примери, на пример, ако некоја представа каже за бугари тоа што ќе правиме. Да, некој такви безвезни. Со грците, можат со грците во договорот за Преспа стои таква одредба и се врзува за државно спонзориран говор на омраза. Значи ако преку државните канали со државни пари ти правиш организирана државна пропаганда против, таа треба да спречи. Иначе не можеш они да направат нетворк, да не можат никој во кафана да не ги испцуе. Да, така е, од тоа е почеток, нормално. као и во Бугарија што се случува. Што се случува и така или Тоа нема шанси околу тоа. Тие содржински работи не се проблем. Мислам, може да се за нас проблем, на пример, или да ни се чини дека е тешко, на пример, како ќе се означат бугарите и нивната власт за време на Втората светска война. Имаме стандарди за тоа. На пример, тука има стандард, они не прашуваат. Стандардот меѓународен на означување на колаборационистките влади за време на Втора светска војна, италијанската, албанската, бугарската, е таква каква што е. Ние го користиме тој термин. Ние со нас тоа нема везе, човече. Немаме ние они какви биле на окупираната територија. Како што били италијаните, како што били албанците, иста. Ние и готови сме тука, немаат они проблем со нас. Ние немаме проблем исто така со нив. Значи се може ако се влезе во приказната и да се дискутира. Faith се вика, така е, со дата. Ама сега гледајте така. Второто, да речеме, што било проблемот од протоколите, отварањето на досијата на УДБА. Чекај бе сега. Што е проблем тука? И сега испаѓа одеднаш
Партијата ВМРО ДПМН, која се борела од 90-та година најмногу по тоа прашање, денеска испаѓа најголемиот чувар на тие досија. Да. Чекај се, кај отидовте вие луѓе? Кај отидовте? Да. А на крај краишта, не е некоја голема тајна која веќе е јасна, дека таа Титова Југославија си била, нели, до 66-та година тешка диктатура, сурова диктатура, после тоа ја нарекуваат либерална диктатура и едниот период и другиот период, земи го, обработи го. Значи, после 66-та година, Комунистичката партија на Југославија прави комисија да утврди досијата, и тоа е официјален податок. Значи, 2 милиона досиеа се утврдени на 12 милиони, тоа е негде 68-69 година излегува ова извештајот, на 12 милиони жители. Значи, тоа е 25% од населението имало. Што ти е на тебе проблем, ти тоа го имаш у Хрватска го зборува, Србија го зборува, Словенија, Босна, сите го зборуваат, и ние што чуваме тука? Ја не можам да сватам што чуваме. Од таа бројка имало и многу македонски досија. Што е проблемот на филозофијата ние сега да бидеме на оваа работа? Или прашањето, нели, кај што треба да се дискутира за некои нели општи личности, за некои делови од општата историја. Sharing the history, поделбата на историја. Што е историја. тука филозофијата? Ние имаме, еве сега со србите веќе ние навлеговме длабоко во таа општа историја така. Значи, и тоа во делови кај што сме били окупирани, нели така? Со србите може, со бугарите не може. И на крај краишта не можеме веќе да се правиме луди дека кога ќе речат меѓу Македонија и Бугарија немала никаква општа историја. Меѓу македонскиот јазик и бугарскиот јазик нема никаква блискост. Значи, можеби кои излегувавме од комунизмот, кога книгите беа забранети, кога немаше извори, да кажувавме вака приказна. Меѓутоа денеска кога не бомбардираат со интернет и со книги и од сите страни, не може човек кој сака да чита да не види дека ние имаме делови кои треба јасно да се споделат. Тоа не е спорно и второ, нигде на Балканот не можеш да пресечеш со нож историјата наша или нивна, тоа е све шеринг. Со бугарите највеќе, со албанците во еден дел. И со албанците. Со албанците во еден имаме дел. албански востанија, имаме заедничка борба со албанците. Ма не само тоа, сето тоа е ставено на страна е ставено. Например Галичник, јас Да. од каде е мојата потатко фамилија, автономијата на Галичник е поврзана со политичкото покровителство на Скендербек. Не е поврзана со Скопје или со некакви со Комитска Африка. Она е целосно врзана ориентирана кон Дебар, и галичаните имаат црвени кечиња и после смртта на Скендербек ги вртат во црни во спомен на него. Таа линија е шеринг, тука не можеш да речеш наш нивен, тоа е има делови кои се на знамето на Галичник постои знакот на змејот на Скендербек. Фрчковски, ние и со грците одбиваме да коментираме. Па ние имаме и заедничка историја со грците. Ние тоа што викаме православно христијанство. Тоа е византискиот дух. Да. Тоа е сега не може да речеш, меѓутоа може да речеш грчки православен византиски дух. Ти кога ќе влезеш во македонска православна црква и кога ќе влезеш во грчка православна црква, ти ја имаш истата атмосфера. Го имаш истиот дух. Да. Значи, ние реално сме вака пообјективно кога ќе погледнеме. Одека се работи за еден подтекст на одбивност кон бугарите, кој е граден дугачко и кој сега тука се крие за терминот бугарски диктат. И тоа нешто покрива све. Сега проблемот што ја не можам да го разберам е што ние се само повредуваме со тоа. Едно е ние инат да тераме, средна сила сме, не ќеме да. Ние сега се повредуваме себе, се кочиме, се закопуваме, не ги гледаме нашите национални интереси. Тоа исто кога го прашам студентите дали сте за подела на Косово. При цена дека албанскиот дел ќе бара компензација во Македонија. Абе 90% се за подела. Просрпска линија, љубовта е слепа, против националниот интерес на македонците. Тука одма. Истата таа реакција има сега према Бугарија. Просрбија да си пукаме у колено, но да не попуштиме на... И таа работа е стварно ирационална. Таа треба да се порази. Мислам дека линијата на аргументи завршува, бидејќи очигледно гледаш дека тука нема пробив, има зид еден кој не се тие толку глупи да не може да разберат приказнава.
Они нешто разбираат, меѓу очигледно не сакаат таму да тргнат. Тука има еден зад кулисе, некоја политичка одлука да се тера оваа линија со Вучич и Орбан предходно. Не може да не се види дека влегувањето на финансискиот српски капитал и унгарски во банките, во медиумите, во енергетиката создава едно како кажам, као на вода да влегуваме, као на јасток, почнува да не клати во основа и тоа е сега сериозна приказна, ако треба да удриш контра на тоа. Не е тоа само новости и експрес да ги забраниш, сега се работи за банки, сега се работи за интереси и пари. Тоа ќе биде гужва пред гол, кога ќе почне да се затегнува целата приказна. И не гледам дека таа работа ќе може да се одвива без некоја сериозна меѓународна фокусираност на нас повторно. Па да, јас се согласам Фречковски дека очигледно меѓународната заедница го потцени влијанието на српскиот свет во Македонија и тоа очигледно можеби 2 децении назад. Додуше имаше еден период кога србите овде немаа присуство, меѓутоа во последниот период, мислам, тие се вратија на голема врата. Сега, јас го поставувам прашањето, најелементарното прашање. Секој поединец па и народ, првото прашање што треба да се го постави, чекај, кај е мојот интерес во целата приказна? Што е тоа што ние го добиваме? Од една страна имаш Европска унија, Европска заедница, значи кога ќе ги погледнеш хрватските извори викаат толку и толку милиарди Хрватска добила од Европската унија. Бугарија толку и толку милиарди. Грција да не зборуваме, таа добива 50 години огромни пари од Европската унија. Сега неки ни слушаме на Унгарија ќе бидат ослободени, не знам, 20 и колку милиарди евра што биле држани во времето на Орбан. И сега ти ја слушаш целата ова приказна. Албанија оди напред, веќе не помина со GDP-то. И ти овде сега некоја развиваш ирационална љубов, правиш некоја митологија, а од друга страна, значи, како што ти убаво дефинира, односот на Македонија према Србија е јасен доказ дека љубовта е слепа, нели? Љубовта е слепа. Значи, ти не гледаш дека најголемите, сега не знам кој збор да го употребам да бидам по-културен, ајде, најголемите грабежи на Македонија се случувале од Србија. Да почнеме од меѓу двете светски војни, кога било разбивано тука носено се од Македонија. Почетокот на 45-та до 50 и некоја година, кога нели паѓаат Ченто и сите тие, зошто паѓаат? Затоа што се спротестуваат економското богатство од Македонија да биде нели носено нагоре. Па до крајот на таа нели фамозна Југославија, кога Милошевиќ направи упад со милиарда или милиард и пол, не знам дали се сеќаваш, во на Југославија, кога JNA собра, ние тогаш викавме милиарда долари, тие милиарда долари денеска се барем 3 милиарди долари, нели, кога ќе ги претвориме во некакви, нели, од тоа имотот мал дел дадоа, најголем дел го узурпира. А да не зборуваме фирмите нивни со обични меници, тогаш кои после ги поништуваа, зимаа капитали од Македонија. Градежните фирми останаа ненаплатени над 200 милиони долари од исто така белградските компании. Македонија табак остана 170 милиони долари ненаплатени повторно од тој свет кој контролираше Милошевиќ, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. И да не ги гледаме сите други фирми колку богатство оставија во таа Југославија. И ти одеднаш викаш пупу не важи, они ни се на нас негови пријатели. Не викам дека, окей, треба да се градат пријателски односи. Меѓутоа не ги разубавувај некои работи, некои односи кога ги памтиме до вчера биле тие односи. Да. И таму пазите, таму се заборава. Се забораваат и изјавите на Милошевиќ за Македонија. Значи, се забораваат и на Шешел, и на Вучич, и на целата партија на Вучич. Историчарите значи, се тоа заборава. Нели, дека ние сме Срби, дека ние сме измислени од Коминтерната.
Многу слични работи дојдоа, нели, сега подоцна и од некои бугарски фактори, меѓутоа тоа го памтиме. А ова го забораваме, се тука забораваме. Да. Забораваме да отвориме секоја документарна програма на YouTube. Најдете документарна програма за Балканските војни, за Првата светска војна. Вие сегде ќе видите дека ние таму не третираат како Јужна Србија и како Срби. Значи, сето тоа ние го ставаме под тепих, сето тоа го ставаме на страна и се фокусираме само на едната страна. Да. Се е проблемот овде. Сега не само тоа, повторно, не само тоа, 30 години е таа приказна и ја ќе се вратам работата не само на оваа врска Србија и Бугарија, туку на незнаењето, непознавањето на коренот на геостратешката позиција на Македонија. Значи, коридорот ист-вест нас ни е неопходен за да бидеме стабилна држава и кога е крстот на тој, а тој јужен пат на Европа со Азија поминува преку нас. Так. Тоа не е секоја балканска држава вика дека е врска меѓу Азија, меѓутоа реално е крстот е на Македонија. Ист-вест коридорот или Вија Игнација и Вија Милитарија. Додека ние сме врзани само за Вија Милитарија, ние ќе имаме проблем со таа доминација на поголеми балкански империализми, кој што е српскиот и грчкиот, можда порано, сега само српскиот. Која развиваме албанската и бугарската линија ист-вест, тогаш никој не може не прескочи. Тогаш ние сме газди тука, тогаш ние отвараме и затвараме славината. И во такви држави, во принцип, многу добро се живее. Значи, требаш само малку да се подсредиш и таа раскрсница ја држиш под контрола и се е тука околу тебе се врти. Тоа непознавање на базичниот интерес на државата, постратешко, зборува за некакво расклатување на буквално на македонскиот идентитет. Тука е тој расклатен, не во културолошка смисла, него во тоа што не знае кој е, како треба да се позиционира заради собствениот развој. Тука е проблемот и тука не знам како тоа ќе се развие, тоа како тој дел ќе се развие, пошто треба да се направи политички приоритет и економски приоритет. Треба да се концентрира средства и тоа се направи као геостратешки императив на македонски императив на 21 век. Рачковски, ова сега што го кажавте вие, јас мислам дека му беше јасно на секој кој се занимава со политика во Македонија до доаѓањето на оваа власт. И на левица, и на десница, и на периферни нели структури. Тоа беше како се раѓаш во Македонија и го знаеш дека е тоа така. И одеднаш доаѓа на структура која, ако се добро се сеќаваш, во првите 3 дена после формирањето на владата, и премиерот и заменикот председател рекол ние прекинуваме со градба на исток-запад, на коридорот 8. И брзиот воз. И брзиот воз ќе го правиме. И ќе го правиме брзиот воз. Сега прво вака. Значи, кога се зборува Македонија раскрсница на Балканот, тоа се подразбира само што е тоа раскрсница. Да. Север, југ, исток, запад, тоа е раскрсницата. За да тоа ти функционира, треба тие сите патишта и сите тие функции да ги имаш. Е сега, демензијата, значи никој не е против коридорот север-југ. Да, тоа е. Значи, реновира и прави. Тоа е малку ирационално сега со брзиот воз што го кажуваат, затоа што јас уште не сум видел каде ќе биде пругата, каде ќе биде патот. Јас се плашам дека со брзиот коридор ние ќе испад само транзит земја меѓу Грција и Србија и Унгарија нагоре. Да. Значи, многу ме интересира како ќе го сместат Скопје. Јас се плашам дека од тој коридор ќе има кјар само Куманово и Гевгелија и никој друг во Македонија. Меѓутоа, да ја видиме и ќе дадеме 2 милиарди евра, ако не и повеќе. Најубаво е тој да се прави, дај го под концесија, кој е заинтересиран, нека го гради. Дај му го на 100, на 200 години, дај му го нека го работи. Само да не се задолжуваме ние со тоа. А имаш ти овде железница која нормално функционира, модернизира ја, вложи колку пари треба во неја, направи секаде кај што треба исправувања, електрифицирања, нови вагони, нови структури. Меѓутоа, ајде да видиме таа приказна. Ти доаѓаш на малци и викаш ова веќе не го градиме, го стопираме. Чекај малку. Да. Значи, ти го запираш, запираш суштина, сега гледам се малку пооправаат, ти за да ги притисна малку од НАТО земјите и почнуваат веќе да се коригираат. Видиш зашто имаше потреба таа реторика, јас не знам. И сега гледайте, Фрачковски, вака сега, тој коридор
многу повеќе ни треба на нас отколку на Бугарија. Ако Да. погледнеш чисто географски. Така е, Бугарија си има железница према Европа, си има према Турција, си има према Русија, си има према Грција, си има Софија Солон има железница станица. Значи они кога зборуваат за таа железница, тоа е повеќе политички проект за нас. А за нас е и политички и економски И проект. секаков. И секако стратешки проект. Втора работа. Значи, читајќи ги тие анализи, во овој момент од Кина према Европа месечно се движат 8.000 од 6 до 8.000 возови на месечно ниво. Значи, зборувам Кина со европските држави. Турција, сваќајќи го овој процес, ги модернизира сите своји железници. Пред 2-3 дена имаше дека сега ќе почнат да градат нова железничка линија преку Босфор, за да може азијскиот и европскиот дел да го поврзат. Значи, тие ќе сакаат да земат дел од тој колач на тие 6-8.000, наместо да одат горе преку Русија, па да влегуваат Полска, Украина и сите тие држави, да оди малку јужно. Ние сме на тој пат исто така. Да. Ние сме на тој истиот пат. Значи, приказната тука е неверојатна, да не зборуваме за Италија, да не зборуваме за Африка од оваа страна, цела Јужна Европа. Сега да му додаеме на тоа еден културолошки и политички момент. Значи, 92 година, кога американците доаѓаат тука, они функционираат по коридорот исток-запад и го сечат овој тогаш и воен безбедносен клинч меѓу Србија и Грција. И го контролираат комплетно. Значи, ЦИА се лоцира овдека до 96 година, војска има прв пат америчка во рамките на УНПРЕП, што не се десило никогаш под команда на Обединените нации. Тоа е таа линија. Таа функционира заради албанците во Македонија. Исто така, ние све што сме преговарале со албанците, сме преговарале преку вакви, успешно, преку вакви медиатори. Тоа се американците и европјаните. И сега таа линија нас ни го зголемува, ни го засилува мултикултурниот, го втемелува мултикултурниот карактер. Обратно, православна линија на влијание каква е српската, она можеби нашиот свет се обидува да го потпомогне, али директно ја дели Македонија. Не, ние и тоа сме под експлодира. ние тука сме под окупација, ние сме под културна окупација на српскиот и свет. тоа не раздробува внатре према албанците, кои се наши сограѓани. И тука нашата историја е делумно hidden history, скриена, како што е према бугарите, така и према албанците. Нашите заеднички борби на ВМРО националните движења од почетокот на 19 век со албанците не се учат во историја. Не се учат, да, така е, ги нема. Не така се е. учат во историја, тие заеднички. И И востанијата не се имаме учат заеднички, види. Деберско-Кичевско востание, некои го викаат Охридско, е феноменално востание. Тоа е по големината рамно на Илиндеското И востание. уставот на првата македонска лига е практично порадикален на Охридскиот договор. Така Има дводомно собрание, има 4 официјални јазика. Така. Македонски, арнаутски, влашки и турски. Значи, и дводомно собрание. Значи, целата таа прва генерација на ВМРО-ски војводи, он знае каква држава раководи. Многу е важно да знаеш каква држава раководиш, нема да се занесува човечек, ќе ја поделиш. Ама така е. Овој не знае каква држава раководи, така е, елементарно знаење нема околу тоа каква држава. Така е. Нас истите коридорот, поред економските параметри, ни треба од политичка кохезија. Ние одржуваме контрола на тоа српско влијание преку развивање на албанското, бугарското влијание и тоа функционира како во сите такви земји. Ама, Фрчковски, ние, значи, нели, имало разни периоди, нели, на тие односи со албанците, да не ги сега коментираме назад, меѓутоа факт е денеска дека албанците се многу, за мене многу стабилизиран фактор веќе во Република Македонија. Да. Тие остварија некои своји цели што сметаа дека ги остварија, сега овие ги подбуцнуваат со разни глупости, И ги непотребни, да, понижуваат. и ги понижуваат, мислам, непотребни тотално работи. И од друга страна, ти ќе ги погледнеш албанците во Македонија, тие се стабилен фактор на државноста на Македонија. Многу постабилен, компактен фактор отколку многу македонци, кои се уште немаат расчистено со својата југословенска или просрпска визија или не знам каква визија. Околу просрпската визија, последната изјава која е интересна се види каков однос е тоа. Значи, остануваат Србите дефинитивно арогантни во однос на нас, тука нема лек.
разговараат Вучич и Мицотакис околу Да, околу Македонија, да, околу Македонија. нафтоводот. Нафтовод. Или гасовод, не, што беше. железницата да не беше, не знам што. Гасовод и Да, железница. да. И он вика, буквално wordingот му е вако, зборувањето му. Ние разговаравме со Мицотакис за заедничката железница која ќе поминува преку ливадата Македонија. А не разговарал со Македонија и со Грција, да. туку со Грција, Со а Грција. поминува преку Македонија Македонија, ко да, ливада. така е, да. Нема проблем тука. Нема проблем, така е, да. Значи не е радно. И сега на Истрес коридоров, во целата приказна, ние не се знаеме со албанските колеги. Невладините не работат со албанските колеги, со бугарските. Многу со бугарските почнуваат, нешто развиваат, али многу малку. Они работат, човече, се уште со Врање. Да. Невладини у Врање стануваат фактор, не ни до Белград, не до али не до Тирана и до Софија. И сега тука, знаеш, тоа е културолошки прекинато. Не е само политички. Ама гледате, Фрчковски, јас последните години барем еднаш поминувам преку Албанија и застанувам Албанија. Албанија има невиден развој. Албанија е невидена веќе држава за мене. Сега имаш таму сиромашни делови, јас сакам да идеализирам се. Види каква беше пред 25 години, денеска е нешто неверојатно, така. И темпото на развој генерира да размислуваш дека тоа ќе биде уште побрзо. И ние сега посебно Валона. Не, насегде. Тирана е неверојатна. Драч просторот околу Драч, какви комплекси имат. И сега ти одеднаш дојдеш, ние ќе ја гледаме уште малку Албанија со завист. Апсолутно. Ќе ја гледаме Албанија со завист. И сега ти сето тоа го игнорираш, си се фатил само за тој српски свет, а од друга страна се правиш луд кога тој истиот српски свет ти демонстрира најсилен српски шовинизам. Пазите сега, вака сега, ништо имаме. Великосрпската политика во овој момент е детектирана сегде на Балканот. Во Хрватска, кој ќе отвориш, гледаш дека тие веќе се борат против тоа. Босна и Херцеговина, да не зборуваме, се борат против тоа. Косово, да не зборуваме, се борат против тоа. Црна Гора, нек не имаше неверојатен чин кога го запре авионот, ајде вика бегајте. И пазите, во црногорската влада има структура која е 42% просрпска, нели, да речем сега, нели, отворена. И тие викат, слушај, не зафракавајте, ајде, пакувајте се, бегајте. Значи, тие демонстрираат со шопската нација великосрпска политика према Србија. Ако ги видите нивните документарни за Грција, словенското население во Грција го нарекуваат српско. Значи, они продуцираат веќе великосрпска политика према целиот Балкан. Сегде го гледаат тоа, сегде се создава отпор, само ние викаме добро дојдени. Добро, Лјупчо, ај сега да видиме како е тоа возможно во твојата партија. Како е возможно тоа? Оти тоа не може да биде толку да се глупави, не може да биде толку, знаеш, мора да има тука некаква приказна врзана за криминал или врзана за некаква лична добит. Не знам што е идејата. Дали ти подобро ја знаеш таа приказна? Оти не ми е јасно мене, човек треба да биде многу... И мене не ми е јасно, затоа што, сега, дел таму од луѓето не ги знам, да речеме, Мицковски не го знам кој е дојден, што е дојден. Меѓутоа, знам многу добро многу други луѓе. И вие се сеќавате раните 90-ти години, ние на СДСМ викавме, вие сте србомани, вие на нас не викавте, вие сте бугарофили. И, нели, реално СДСМ беше тогаш малку повеќе пројугословенска партија, меѓутоа ВМРО реално ги собра сите, дали да го потребам зборот бугарофилум, јас тоа не го потребам како збор пежоративен, туку зборувам за, како да кажем, објаснување на ова. Знаете, тука греши и бугарската политика, после, нели, ветото, таа почна да ги диференцира, нели, или си македонец, или си бугарин, тоа така воопшто не функционираше во Македонија. Значи, јас знам многу македонски бугарофили. Меѓутоа, што е бугарофилството, што јас го знам? Значи, тоа е, вика, гарантирам 100%, значи, кај луѓето. Значи, тој вели, да, јас знам, се чувствувам близок со Бугарија, дедо ми бил таму, баба ми била таму, татко ми бил таму,
дома ми кажувале, речем, јас лично, мојата фамилија, не сум имал никаков однос према Бугарија. Напротив, дури имало просрпско влијание во мојата фамилија. Меѓутоа, тука, кога дојдов во Скопје, запознав луѓе кои велат, да, ние фамилијарно сме били со Бугарија. Друг вели, јас ја знам, пази, во 90-та година имаше многу малку книги. 91-та многу малку литература имаше, немаше интернет. Требаше некоја книга од негде под рака да ти ја дадат и сето тоа. Доаѓа тука, кажува, објаснува, без да го прашуваш. И јас тогаш во Скопје се соочив со луѓе дека има бугарофили во Македонија, во Делчево ниеден бугарофил немам запознаено. И сега, што е тоа бугарофилството? Тоа не е нешто да рече, слушај, ние сега ќе се споиме со Бугарија. Ја таков не сум видел бугарофил. Туку велат, слушајте, дајте, значи сите тие прво беа за самостојна Македонија. А второ вика, треба да имаме добри односи со Бугарија, да не се плашиме кога одиме за Бугарија. Значи тоа беше бугарофилството. И сега сето тоа ВМРО да помане во тоа време вриеше од такви луѓе. Еве само ќе ви кажам, во еден момент на таа клучна 91 година, јас бев председател на ВМРО да помане, подпредседатели беа Доста Димовска и Димитар Црномаров од ова. Сите тројца со етикета бугарофили, така. И да не зборуваме колку се луѓе после добија етикета на бугарофили. И тоа беше така. Секој што имаше етикета бугарофил, таа не беше произлезена од никаде. Значи, негде зборувал нешто, па некој го чул, па некој му залепил. И таа атмосфера, значи, повторно ќе ви кажам, тоа не беше некој движење, сега ќе се отцепиме од Југославија, па ќе се одиме со Бугарија. Немаше, ја таков муабет не сум чул. Сите беа со јасна дефиниција, сакаме самостојна и независна Македонија. Сега, каде е проблемот со кој го зборувам? Во тие луѓе, јас денеска кои се во ВМРО ДПМН познавам многу. И кога ги слушам што зборуваат, секам, чекајте бе луѓе. Кој ве тераше во тоа ВМРО ДПМН вие да објаснувате кај бил таткот и кај бил дедот и што се случило? Никој не ве терал. Зошто доаѓавте и објаснувавте со такви приказни? Еве јас ги прашувам луѓето. Значи, јас немам проблем да ги кажам. Ламбе Арнаудов, 30 години зборува за таа Бугарија. И кога го прашаш и кога не го прашуваш. Сега зборува против Бугарија. Овој Маријан Ѓорчев. Чекайте, сите пријатели околу него беа или чисти бугари или бугарофили. И оној Малион Димитров, оној нашиот. Зоран Димитров од МНР. Не Зоран, него. Не, и тој. Никола Димитров. Никола Димитров. Па цялата фамилија, па со неговата фамилија 50 пати сум се гледал. Знам каква беше таа фамилија. И сега одеднаш ти се правиш нешто тука, продаваш некои филозофии против Бугарија. Значи, ама тие се тие комплекси. Он знае во какво семејство растел и одеднаш ова. Ајде, овој сега што иде најновиот случај, Емил Стојменов. Па 5 пати сум кажал дека татко му влезе у раководството на ВМРО заради приказната колку неговата фамилија била бугарска. И сега одеднаш го гледам, ама пази што е интересно Печковски. Он таму во таа пријава да добие бугарски пасош, не напишал само се чувствуваш, бугарин се чувствувам. Он напишал таму цел приказна, се знае за бугарската историја. Па никој не го ни прашал тоа, јас мислам. Кум лауде. Да, и од друга страна имаш ни Канал 5 кој денеска заедно со Алфа се најантибугарските телевизии. Значи тука има некое тешко лицемерие. Да. Тоа е таа Вучичевско-Орбановска линија во медиумите со која ние ќе треба се справуваме допрва. Тоа се 30 портала и 2 телевизии. Тоа е сериозна пенетрација, бидејќи политиката се одвива во пиар левелот веќе 70%, нема операции доле нешто протестира. Да, се е пропаганда, се. Така што тоа многу зависи, тие оружја се практично сега. Каква последица ќе биде за паѓањето на Орбан, евентуалното уривање на Вучич. Во Србија тоа ќе биде овдека проследено со некаков притисок, односно губење на тие финансиски линии со нивни, ќе видиме како тоа ќе се одрази и во тој момент и во тој период фокусот на Европската унија во безбедност на чисто
приказна за затварање на тој капитал и можно руско влијание преку оваа српска линија, ќе биде интересно ако може да се искористи во повторно здобивање на некаква елементарна независност, човече. Да, ние веќе не сме независни. Прчковски, ние се претвараме веќе во прокси држава на Србија. Да. Чекај, не зафркавај, ги гледаме процесите. И сега гледај каков е ова парадоксална ситуација. Значи, цело време ни трубат, они се борат против бугаризацијата на Македонија. Они се го спасуваат македонскиот идентитет. Они не знам што прават против Бугарија. А од друга страна се прават луди кога србите доаѓаат на територијата на Македонија и прославуваат велико српски настани од Балканските војни, од Првата светска војна, кога Македонија била Јужна Србија. Значи, ние во овој моментот имаме изброено 8 државни манифестации кои се прават на територијата на Македонија секоја година. Буквално секоја година. Битката кај Макчалан, битката на Зебрењак, битката на Брегалница, победата во Битола, сега воведоа од ланска година воведоа битката кај Удово, па воведоа кај Крила Паланка некој настан, кај во Струмица, во Костурино ли беше или во тамо не знам кое село беше Струмичко. Чекај, на сите тие 8 манифестации доаѓаат македонски државни функционери, сега двама род да помане навеќе, доаѓа македонската национална гарда, се свири македонската химна и српската химна и се држи говор од страна на српски представници. Ова госпоѓата сега што е избрана за претседател на Друштвото на писателите на Македонија беше посебно остручена во тие говори, кај што Македонија се именува како Јужна Србија, Стара Србија, македонците се нарекуваат ослободени Срби, обавезно се зборува нешто против Бугарија, нели, тука бугарашите биле вака така. И тоа никој не го гледа во Македонија. Овие патриотите спијат за тоа, дремат, нема проблем. Вика, ама Србија, не признала. Чекај, не ме зафракавај. Не признала 152 држави. Не знам, 150 држави не признае, да. Добра ова поента, така е, да. И Србија не признала, не зафракавај сега. Ти за тоа се правиш, значи, за тоа не си патриот, а само еднонасочен патриот си. И сега, од целата таа српска приказна, ни фали уште да ни го донесат четничкото движење на Дража Михајловиќ и нек ни гледам на македонска телевизија, баш си го поставува прашањето, вика, но овие некако заборавија Дража Михајловиќ да ни го донесат у Македонија и гледам некоја серија Вера, кај што четничкото движење е иземначено со партизанското движење. А инаку ние сме многу титовисти, многу големи авнојски југословени, ама кога србите ќе речат и Дража Михајловиќ признаете го, нема проблеми и него ќе. И сега, еве слушај ми го зборат, наредната фаза е и Дража Михајловиќ да ни го донесат во Македонија. Лјупчо, значи ќе држиме палци, односно ќе држиме среќа да видиме дали ќе искочиме од оваа митско-србизација сега која е најсериозна, најопасна. Ние имаме малку повеќе искуство и опит, не се зафркаваме со тоа, го мислиме дека е сериозно. Сериозно е, апсолутно сериозно, да. Бидејќи ако условно да кажем национална десница тоа се прифати, ај кај левицата некако беше природено за југословенство. Ама тоа е чудо. Сега левицата да ги брани, па сега левицата ја брани концептот на самостојна и независна Македонија. Ако тоа десницата е, тогаш е тоа, мислам, сериозно, нема кој се очекува од десната страна, од националната страна, нема кој да пружи отпор кон тоа. Ќе видиме како ќе биде, во секој случај беше задоволство да се зборува со тебе. Прочковски, јас само на крајот ќе кажам потентата што на самиот почеток. Сите тие што сакаат да глумат патриоти во Македонија, нека само си го постават прашањето. Ако бугарите влезат во уставот и тоа ни го отвори патот кон Европската унија, што е страшното за Македонија? Што е? Ја не можам да го сватам. Јас со рационален ум не можам да го сватам што е проблемот. Да. Многу едноставно прашањето. Да, благодарам уште еднаш, посегледаме зубово заедно. Благодарам на поканата.